Димитар и Константин Миладинови се едни од најпознатите македонски преродбеници од 19. век. Тие се родени во Струга во 1810 и 1830 година, каде што го завршиле основното образование, додека гимназијата ја завршиле во Јанина. Со диплома на учители, браќата Миладиновци учителствувале во повеќе места во родниот крај. При учителствувањето, Димитар Миладинов се сретнал со познатиот руски научник, славистот Виктор Ивановиќ Григоровиќ, што било пресудно Миладиновци да започнат да се занимаваат и со собирање и запишување на македонски народни песни и други умотворби, кои подоцна ги отпечатиле во еден голем зборник. При нивната благородна дејност тие имале постојана и жестока борба против Цариградската патријаршија и низините обиди за грцизација на македонците. По еден таков судир, поради употребата на грчкиот јазик во литургиите во македонските цркви, Димитар ја напушта државата и заминува во Северна Србија. При крајот на 1856 година, тој повторно се враќа во Струга и го испраќа помалиот брат Константин во Русија да студира словенска филологија на Императорскиот универзитет во Москва. При студирањето во Русија, Константин целосно се ангажирал во реализација на идејата за печатење на веќе собраниот материјал о народни умотворби. Работејќи на подготвување на зборникот, Константин и самиот почнал да пишува поезија. Тогаш ја напишал и носталгичната Тъга за југ, во која копне породната Македонија, со што станува основоположник на современата македонска поезија. Дајте ми крилја, ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам, на наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да видам. Суровата руска зима и бедниот живот штетно се одразиле врз здравието на Константин и тој во Москва се разболел од туберкулоза. Покрај тешката болест, Константин го разочарал и неуспехот во печатењето на зборникот од народни умотворби, што било последица на судирот со Цариградската патријаршија во екот на преродбенската борба. Без да ги заврши студиите, тој ја напушта Русија, пошто се враќа на Балканот. На 24. јуни 1861 година во Загреб, со помош на хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмаер, Константин успева да го испечати познатиот Зборник на Миладиновци, благодарение на кој од заборав е зачуван голем дел од македонската култура и фолклорно богатство. Животот на двајцата браќа згаснува во 1862 година во Цариградските Зандани, каде што се затворени како шпиони и каде што умираат под се уште неразјаснети околности. И покрај нивната смрт, со печатењето на Зборникот на Миладиновци, нивната животна цел била постигната. Денеска Димитар и Константин Миладинови важат за едни од најголемите македонски поети, преродбеници и просветители на македонскиот народ. 24. јуни, датум на издавањето на Зборникот на Миладиновци.